Беше тоа на 29. мај 1991 кога Црвена звезда стана европски клупски првак откако беше подобра од француски Марсеј со 5-3 на пенали во финалето на Купот на европските шампиони во Бари, кое заврши 0-0 по 120 минути игра. За големиот успех големи заслуги има двајца македонци. Најдоски го одигра целиот финален меч во одбраната, а Панчев беше стрелец на одлучувачкиот пенал за освојување на трофејот. Беше тоа на 29. мај 1996 година, кога Република Македонија во Хелсинки формално пристапи кон завршниот документ на Конференцијата за европска безбедност и соработка. На 29. мај 1879 година во Охрид е роден Коста Абрашевиќ, пролетерски поет. По преселувањето на неговото семејство во Шабац, тој го продолжи образованието и мошне млад почна да пишува песни. Во 1894 се запознава со социјалистичките идеи на кои му станува приврзан до крајот на животот. Тој бил против општествените разлики, против силата и богатството. Во 1903 посмртно е објавена неговата збирка песни. Пишувал на српско-хрватски јазик и еден од најзначајните поети македонци кои говореле други јазици. Почина во Шабац на 20 јануари 1898. На 29. мај 1923 во Сплит е родена Олга Спиридоновиќ, една од најпознатите театарски и филмски актерки во поранешна Југославија. За улогата во филмот Мис Тон и е доделена златна арена на филмскиот Пулски фестивал. Умира во Белград на 15. мај 1994. На 29. мај 1927 во Битола е роден Димитрije Османли, македонски филмски, театарски и телевизиски режисер. Во март 1952 Османли стана првиот македонски дипломиран режисер, а со реализацијата на филмот Мирно лето во 1961 стана и првиот македонски режисер на игран филм, воедно и автор на македонската прва телевизиска драма Домот на мојот татко и на првиот телевизиски филм Враќање во рајот. Димитрije Османли умре во Скопје на 13. март 2006. На 29. мај 1453 умира Константин 11. Палеолог, последниот римски византиски император. Преданието вели дека кога османлиите влегле во Константинопол, еден ангел го спасил императорот и го сместил во пештера под Златната порта, каде што тој ќе чека да биде вратен во живот кога Константинопол повторно ќе стане христијански град. На 29. мај 1903 на планината Голак под врвот Чавките, Делчевско, во борба со турската војска загина Максим Ненов, дебарски војвода. Со него загина и подвојводата Димитар Стефанов од село Јабланица, Струшко, со уште 40 други соборци. На 29. мај 2003 во Скопје почина Тодорка Кондова-Зафировска, една од најсестраните појави во македонскиот театар. Во театарот е од првата представа на македонски јазик во 1945 година. Во 1948 се запишува на одсекот за режија на Академијата за драмски уметности во Белград како прва жена од првата генерација. Во Македонија се враќа во 1952 како прв дипломиран македонски режисер, а прва режија и е Домот на Бернарда Алба. Таа е првата жена доцент и редовен професор по актерска игра на Факултетот за драмски уметности во Скопје, автор на книгата Актерско мајсторство. Со првите што ја напуштаат драмата на Македонскиот народен театар, го формира Драмскиот театар во 1965 и режисере на првата представа во него, Богомилска балада. Истата година ја режира Бегалка од Васил Илјоски, која е прва представа што имала 200 изведби. И самата игра во сите своји режирани представи.